Zaštovivno je carstvo nebesno, blaženi se oni što ostavajte od race, sveta da Biblija, svetlina je vo mladosta, od prvo starosta. Ta prska zraci veseli, poseli od nipa, givodi naši duši, od veći od život. Ja otkriva prečudnata Isusova ljubov proštava. Во Матеј 11 глава 28 стих Исус вели: Дојдете при мене сите кои се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Ако го примиш Исуса, ќе најдеш одмор во својата душа и како знак за тоа ја држиш неделата како Господов ден. Амин. Амин. Му благодариме на Господа за денешната слава. Хвала ти, Господи, за денешната pouka. И благодариме, Исусе, што ти повторно не подсети за денот на одмор кој што ја даде на тебе. Хвала ти за тоа што не поучи кој е тој ден, Господи, и како да го светкуваме. Благодариме и молиме во прекрасното спасително име на Господа Иса Христа. Амин. Амин. Здраво, јас сум Ангел. Јас сум од источниот дел од Македонија, од Штип. Моментално сум во Скопје, овде живеам и ја посетувам оваа црква во Драчево, Евангелско-конгрешанска црква. И навистина е благодат да се биде овдека, бидејќи овде можеме да го осетиме Божјото присуство помеѓу нас, во заедништво со браќата и сестрите кои се овдека, можеме да слушаме Божиот збор на македонски јазик и да го разбереме. И со тоа да можеме да бидеме христијани во овој свет и да бидеме сол и светлина, како што рече самиот Господ Исус Христос. Господ нека ве благослови. Секој може да присуствува. Детскиот час е во недела во 11 часот. Бог одговара на молитвите. Во сабота во 11 часот. 11 деца имаше оваа сабота. Значи да продолжиме да се молиме. Зашто децата или ги донесеме при Бога или ги оставиме на стаканата на улица. Да дадеме напори, да направиме напори внуците да ги донесеме од црква. Да не ги оставиме на улица. Во недела сме повторно тука во 11 часот. Некои потреби за молитва има ли? Ја би сакал да се помолиме за мојата сопруга и сестра во Христа, бидејќи јас има проблеми со срцето, проблеми со и други потреби што би сакал да се помолиме. И не е случајност, ние се молиме дома, мојата надеж е во Исус. Јас знам во кого верувам и верувам во силата, таа силата што го воскресна Христос, таа ќе направи чудо и за незе, за да дојде за да го прослави. Да се прослави. Ти прошлата недела нели дававме сведоштво, наша жената
следващо бидејќи имаше 14 мм сенка. Но кога ги однесу јас резултатите на докторка, она се чудеш. Кога не е возможно, повторно треба да се прави испитување. Јас викам, докторка, јас верувам во Исус. Мене не ме интересира ти во кого. Веруваш, мене ме интересира снимка. Меѓутоа, ништо, јас само рекол, извините што ме вознемирив, но Господ ни дава допушта. Тој не прави, тој не дава искушение, не допушта се да не каже, почисто е, да не. Затоа би сакал отидва. Ние се молиме, но, вика Господ, молете се еден за друг, застапувајте се. Тоа ше молитвата посебно. Затоа ли сакал да се помолиме за Јадранка, сите учествуваме. Исто така имаме потреба да се молиме и за нашата сестра Мери. Црквата ќе ја поканам да се исправи и да се напред. Молиме. Ще направи чудо како што правил до сега. Фала ти, Господи, за Твојата милост. Фала ти, Татко Небесни, што можеме повторно да коленичиме пред Тебе, Исусе. Со молби за исцеление. Господи, Ти си лекарот на лекарите. Ти си створителот, Господи, на луѓето и на се што е во Вселената, Татко Небесни. Затоа те молиме, овој момент, допри се, Господи, до болните места кај сестра Јадранка, Господи. Исцели ја, Татко Небесен, бидејќи таа е Твоја чила. Кој татко сака неговото чело да биде болно, Господи? Те молиме, Исусе, во овој момент, да дојде исцеление во телото на сестра Јадранка. Да се проследа, да се појачат незината вера во Тебе, Господи Исусе. И да дознае дека све што се случува во незиниот живот, а и во нашите животи, Господи Исусе, е со Твое допуштение. Ако е добро да кажеме фала Ти, Господи, ако сме во неволја, да побараме исцеление, да побараме спасение, Господи, од проблемот. Исто така, Господи, сега се молиме и за нашата сестра Мери. Ти, Господи, во Твојата милост, Твојата милост, Господи, допри се до неја. Допри се до незината болна тело, Господи. Допри се до незината срце, Татко Небесен. Исцели ја прво духовно, па потоа телесно. Предавам од Твоите раце, Господи, да биде не нашата желба, туку волјата Твоја, Господи, за незиното здраве и за незиниот живот. Бараме и молиме во прекрасното спасително име на Господа Иса Христа, сега секогаш и во сите векови. Амин. Амин. Господи, фала Ти, Исусе Христе, за овој ден, Господи, за оваа можност да Те прославиме, Господи. Името Твое да се прослави, Господи. Дали преку нашето здравје, Господи Исусе, со тоа што ќе Те славиме, или преку нашите болести, со тоа што ќе не исцелиш, Господи, Твоето име е прославено, ќе биде прославено за сите векови, Господи. Исусе Христе, сега, Боже мој, како што не учи Словото Твое, Господи, ние веруваме на зборот Твој, Господи, цврсто стоиме над Него, дека ќе полагате раце на болни и тие ќе оздравува. Твоето Слово вели, Господи, ако некој е болен, нека ги повика старешините на црквата, нека се молат за него и молитвата ќе окрене болниот. Господе, во името Твое пресвето, врз основа на зборот Твој, Господе, бараме исцеление за сестра Јадранка, Господи, и Мери, Исусе Христе. Те молиме, Господи Исусе Христе, допри се до нивните болни тела, Господе Боже мој, и исцели ги, Господи, преку Твоите рани, Господи, како што вели, Господи, книга на пророкот Исаија. Преку Твоите рани ние се исцеливме, Господи Исусе Христе. И Ти благодарам, Господи, за тоа што, Господи Исусе Христе, Ти ќе се прославиш, Господе, во нивните животи, Господе, во нивните болести ќе ги замени со здравие, Господе Боже мој, за да повторно ги видиме, Господи, помеѓу нас и заедно да Те славиме, Исусе. Од Твоето свето име Ти благодариме. Амин. Фала Ти, слати, Татко Небесен, фала Ти за милоста, фала Ти за денешниот ден, фала Ти, Господе, за благодата. Фала Ти, Господе, што можеме да бидеме собрани во Твоето пресвето име. Но, Господе, јас се молам сега и Ти благодарам за мојата сопруга, Господе, и мојата сестра, Господе, во Твоето пресвето име. Јас верувам, надежда моја е во Тебе, Господе. Ти допри се, Господе, до незините болки. Ти, Господе, си ветер, Господе,
Ти, Господи, се одел за Твоята служба, Господи. Господи, Ти си рекол, двајцата да Ти служиме, двајцата да бидеме, Господи, да Ти служиме Тебе. И затоа јас верувам и надежда моја е во Тебе. Ја оставам во Твои татковски раце. А Те молам, Господи, и за нашата пријателка Мере, Господи. Ти знаеш каква е ситуација. Но јас верувам, Господи, со вера, Господи, дека Ти сега си тамо, дека Ти болката, Господи, ја облажуваш. И биди со незе, Господи. Ти направи чудо, Господи, и донеси ја помеѓу нас, Господи. Да се прослави Твоето пресвето име. Фала Ти и слава Ти во името наше, Господи, Спасител Исус Христос. Амин. Амин. Послание до Филипјаните, 4 глава, 4 стих од апостолот Павле, што ни порачува човекот да го запрахва во душата. 10-11 годината што го чека, но што ни порачува нас. Радувајте се секогаш во Господа. Пак велам, радувајте се. Вашата кроткост да им биде позната на сите луѓе. Господ е близо. Не грижете се за ништо, туку во се преку молитва и молба, со благодарност искажувајте ги своите прозби пред Бога. И Божиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Христа Исуса. Амин. Амин. Одете со Божиот мир. Јас сум Златко, меѓу поголемите верници во Господ Исус Христа. Го славам секој ден, а поготово недела со моите браќа и сестри во Конгрешанската црква во Драчево и продолжувам и понатака. Не знам што друго да кажам, освен слава му до сега се што имам е од него. И се надевам дека и во иднина ќе ме благословува и ќе ми дава сила да можам и ја да го славам и проповедам. Амин. Амин. Јас сум Келеви Синиша, одам во Евангелска Конгрешанска црква и би сакал да дам сведоштво како сум го примил нашиот Господ и Спасител. Заедно со братот Димче, кој оди во Методистичка црква, работевме, лепевме плакати. И јас тогаш пушев по 3 кути, најмалци цигари. И никако све сакаме да оставам, па не можам да оставам. И стало правихме мовети, брат Димче вика, брате, остави ги цигарите. Не можам, вика, као сите што викаат, не можам. Добро, вика, еден ден бевме собрани кај мене дома со братот Диве и неговата сопруга, сестра Радица, и ја и мојата сопруга, и братот вика, брате, помој се да ги оставиш. Како да се помолам, викам, не знам ни како. Влези во тајната соба и помоли се. Јас влегов во тајната соба, клекнав и реков, Господе, не знам како да барам, не знам ни да се молам, само ако можеш, ослободи ме од ова зло. Во истиот момент не можам да го опишам тој момент, светлината што над мене се светна, секунда, моментално беше тоа. Станав, ги дадов на братот Димче цигарите, упалјачот, се што е, од тој ден, од 96 година, слава на Бога до сега, не сум запалил цигара. Значи, едино таа сила, таа може да те ослободи и ние можеме сами, тоа е нашиот карактер, дали сакаме или не сакаме, не може ништо да биде над нас. Но ова е само увод што сум, кога го примив, на вистина да го следам, но Господ се грижи уште на самото при моето раѓање, кој имав и 5 години. Јас си читав на баба ми Свето писмо Евангелие, пошто она не гледаше добро, беше само 2%, можеше да гледа на него. Кој имав 7 години, имав препледна црева и баба ми оде со Нови Сад и рече, со хитна кола да несоа таму, со киселник ми става, бе по шоксова. Баба ми рече, немој да го оперира таму. Кажа, што да му правиме? Правите што ќе правите без операција. Пошто ме гледате, фала му на Бога, без операција, Господ ме сочува. Струја, кој има 20 години, струја сум фатил со прст да извадам од бушон, жолто оно што останало, тоа мудри, ама фала му на Господа, жив сум. Но постојано едно 12 години бевме под Кирија.
Nema šansa da vleze kaj ta jedna stara žena sama, ostana nekoj, ni ptica ne možeš da prelete od tvoj dvora, kamo li da vleze. Ta me primi, ta mi prepiše i otide na sud, posle godina dana vika, druže sudija, ja im ostavim sve na deca. Čeka, vika, da pročitam je što treba ti na dogovore, ili da se pročita ona što treba da ne dade, nije što treba da napravim. Vika, ne treba što da mi čitaš. Vika, ja sam sudija 30 godina, ovako čudo, ne sam go obišao da dojde ni majka ni tatko da mu ostaje na nekogo bez da kaže, ako mi napravi vaka će ili onaka. Ne, ali to je sve, hvala mu na Boga, Gospod vodi, nije sakame da gledam nekoj čuda pa da poverujame vo nebu. Ne, to je postojano i sve koji den, to je so nas, to je ne vika, dojdi, zemi me, prihvati me, nije samo treba da go zagrlime, da go fatime. Znači, nije treba da se prepuštime na Него, po Неговата любов, по Неговата милост, zašto sme po Негова благодат. I to je, od tih neprijatelja, od tih opasen, to je saka da ne uništi, so strah, so problemi, so bolesti, so materijalno, so sve. No ne može. Zato prejeska imamo službata, brato kaže, radovajte se, da ne gledаме na okolnosti, kakve se okolnostite, tako da го gledаме Isus, izvor, zašto to je bitnije, to preko Него nije treba da se crpime, da možemo da živeme v ovoj svijet. I zato i moja supruga ima mace nekoj put strah, nekoj put što će biti ako bide, pa ja викајте слободно, оти ние треба да повикуваме. Да, здрав сум, можам. Оти мој цитат нема случајности, само уопште ова сакам да кажам, дека цитат од Исаја 40 глава 31 стих. Кој верува у мене, му се обновува сила, кој крила, ќе оди нема да се уморува. Господ мене ми дава сила, али за Негова слава, не да идам по кафани, не да идам да скидам, туку да идам. Исус е патот, вистината и животот. Исус е лебот. Исус е вратата што можеме, едино е тој што можеме да дојдеме при Бога. Фала му и слава му на вечниот цар. Амин. Добар ден, јас сум Гоче Гиневски. Имам 56 години, живеам во насело Драчево. Служам во Евангелско-конгрешанската црква во насело Драчево. Не сум роден христијанин, атеист бев на времето. Атеист бев, Бог ми беше шишето раке. Имав проблеми со алкохолот, од 15 до 40 години секој ден бев со ракијата во раце. Што не сум пробувал, кај не сум пробувал, по бојачи, по гатачи. Нигде не успеав да најдам лек. Сите ми вика остави, викам јас да можев да ја оставам ракијата, не може и да ја почнам. На нашата улица тука живее брат Тале, покани еден ден ние го викавме нововерец, библијашот, секташот го викавме. Покани еден ден на проповед таму на црквата кај се собира и тој ден за Божја слава имаше проповед пастор, Вите што беше пастор тогаш на црквата, за пороците. И тој ден зборуваше за алкохолот. Ме седна на првиот ред, човекот прв пат го гледа во живот. Сите работи што ги правев јас како алкохоличар ми ги кажа. Дека нема слога, нема мир во домот, расправи. Сите пари за алкохол ги давав. Имам куќа 100 квадрата, живеев во една соба 16 квадрата. Јас, жената и децата. Имам голем проблем со алкохолот. И секаде, кај не сум пробал, бајачи, гатачи, све. Само тој вика, ќе донесам кај еден доктор. И ме донесе. Фала му на Бога, што ме упати кон Исус Христос. Ке се молиме заедно, вика, за да можеш, вика, ти тоа да го отфрлиш се алкохолот. Тој е порок. И после 25 годишно служење на сатаната, со шишето во рака, еден ден станувам са Вале, а тој викаш, ке постојано ке се молиш. Еден ден станувам са Вале и не го правам истиот ритуал, што го правив толку години. Пред мијење, главата во фрижидер, шишето ракија. После мијење, па ракијата, пред јадење ракијата, цел ден ракијата. Товар за мене, товар за сите. И се молев.
се молеше и църквата беше водев. Потогаш пред 20 години съм редовен в църквата. Едно време държа в шишите ракия в ръцете, сега държам Библията в ръцете. И сите ще ме стрекяват. Хвала му на Господа, хвала му на Господа. Каква промена направи в моя живот. И сите ги опътвам да дойдат, ги поканам. Вратата на ова сграда е отворена. Секоя недела имаме служби в 11 часа. Дойдете, слушнете, що правиме, участвувайте в работата на църквата. И аз дойдох и останах. Ме прими Исус в своята любов. И я чувствам, Божият мир го чувствам. Имам мир в семейството. Моят син, по-малият син, е верен. Проповеда в Евангелско-Конгрешанска църква в център. Сборува. Жената има проблеми с нея, ако почне да дойде в църквата. Каква е тази църква? Вече нямате кръстови, нямате покои, нямате свеки, нямате нищо. Викам, жена, дойде. 6 месеца не ми сборуваше. Си аз минал верата, а аз нямах никаква вера пред това. Хвала му на Бога. Цята седи до мене. И заедно го славим Господа. Хвала ти, Господи. Ще направи все в моя живот. Все ще направи в моя живот и ще ги правиш по-нататък. Амин. И чистота воскапата му кръв. Библията Божи глас на небо ме вика, безопасно не води нас при Бога при Он дома. Затоа ние саекаме, ке се потрудиме и ставаме